година во македонската метропола Скопје се одржа судиско-тренерски семинар. На овој семинар успешно положија карате месорите од карате клубот Бонсај. На семинарот Јована Талеска се стекна со прва лиценца, ката и кумите, а Дамјан Ристевски се стекна со зголемување на лиценцата ката највисока, како и кумите. Во судската комисија од овој судиско-тренерски семинар беше мајсторот Валентина Потеска. Имено на семинарот беа доделени и национални тренерски акредитации, а нив ги добија мајсторите Дамјан Ристевски, Дино Ангелески и Маријан Јошевски. Инаку на 27. јануари 2024 година, односно последниот викенд од месец јануари, се одржи прогласување за најдобри каратисти за 2023 година, а за најдобар каратист беше прогласена Елеонора Побиловска, која што беше во првите топ 3 за ката јуниорски индивидуално. Што се однесува до оваа статија, на нашата телефонска линија ги имаме мајсторите Дамјан Ристевски и Дино Ангелески, на кои што ќе им посакам добар ден и се надевам дека се слушаме. Да, добар ден, Христијан. Добар ден, Христијан. Се слушаме одлично. Дали се слушаме? Да. Ти не слушаш? Во ред. Се надевам дека сте добри, ќе ви посакам едно срдечно и топло добар ден и добро дојдовте во програмата на Gmail Radio. Ти благодариме за поканата најпрвен и што издвои време вака да се промовира и каратето во Македонија, конкретно и во Прилеп. Морам да ви кажам дека малку сигналот од кај вас не е во ред. Доколку може некако поблиску телефонот или... Да пробаме и на... Дали сега се слушаме? Сега се слушаме. Добро. И това многу добро. До микрофона. Ајде нешто повеќе да ни кажете за овој настан, како се одвиваше, во кој дел од Скопје, што се имаше таму? Значи вака, минатава недела, во саботата и неделата на 26-27 јануар, во Скопје се одржа судиско-тренерскиот семинар. Тој семинар во нашава федерација, Карате федерацијата, односно судиската комисија го организира два пати во годината, еднаш во јануар, а вториот пат во зависност, некогаш во август, некогаш во септември. Ние некни полагавме теоретски дел и практичен дел за суди и некој полага исто така и за национална акредитација за тренери. Во саботата најпрво го слушавме од, мислам дека 16 часот почна, траеше до 20 часот, во просториите на општината на Гази Баба, на влезот на Скопје. Го слушавме прво теоретскиот дел, правилата на карате, односно во каратето имаме, во спортското карате имаме две дисциплини, ката и кумите. Кумите односно значи борба, еден против друг, се борат за поени, а ката е изведуваш техники, комбинација на техники и се одлучува кој е подобар каратист. Имаме со црвен појас и со плав појас и се одлучува преку оценка во катата. А за разлика во борбите се одлучува нијанси кој е подобар, кој направил добра рачна техника или добра ножна техника и така се оценува поенот. Во главно кратки правила да се запознаеме што е ката и што е кумите. Бевме запознаени со тој дел, ние веќе го знаеме тоа, но секоја година мораме да го слушаме ради тоа што Светската карате федерација прави измена на правилата и мораме да бидеме во тек со тоа. Тој дел го слушавме, потоа полагавме тестови за ката и за кумите. Успешно ги положиме теоретскиот дел со Јована Талеска и јас. После во неделата во просториите на училиштето Гоце Делчев во Ново Лисиче се одржа практичниот дел. Вежбавме прво не испитуваја, изведуваш секој си има своја ката од судите и не испрашуваја врска со катата, историја, значење на катата, правилата за ката, кои се. Одлично и тој дел го сработиме и после работиме со насаме од наши каратисти од нашиот клуб, од карате клуб Бонсај, и вежбавме на нив, мислам тие прикажуваја борба и вежбавме кои со поени, со знамина кој е подобар. И така, и тој дел успешно го завршивме, ние бевме презадоволни од постигнатиот успех и се надевам дека
че имаме квалитетни, добри суди, се враќаме веќе од Прилеп, ради тоа што малце со судите бевме помал број за разлика од годините на каратето што било. Лека полека се враќа Прилеп во спортското карате со суди, со тренери и така натаму. Така, ги спомна и плавите црвениот пояс ми се чини. Да. Ајде нешто повеќе за тоа како се добиваат, со кои дисциплини, нешто слично за тоа. Односно нешто поопширно за тоа. Дино е ќе кажам. Можам да кажам дека каратето и не е толку познат спорт, особено дека е во Прилепа, па и низ цела Македонија. Како и секој спорт, и каратето захтева да се има континуирано вежбање и одржување на кондицијата и на редовните вештини кои што ги стекнуваат самите учесници и каратисти всушност. За се случи валидирање на тоа што истите го постигнале, имаме воведено принцип на бодување со појаси всушност. Имаме конкретни техники кои што треба конкретниот каратист да ги исполне за да се стекне со конкретен појас. Се започнува од жолт појас, па се оди нагоре, викаме, се до црниот појас. Кога ќе се стекне со црн појас, веќе го сметаме како мајстор, конкретно мајстор карате мајстор, мајстори на нашиот клуб, со што истиот веќе се стапува и во други води, како што ги спомнавме тренерските, или пак веќе за валидирање на тоа што каратистите го прават и да биде представник во групата на суди од најпрво во Македонската карате федерација, па потоа и да станиме делови и како суди од повисоките бодувања, конкретно Светска карате федерација, како што и нашиот мајстор Валентина Пурдеска. Конкретно... Ја користиме оваа прилика да ја поздравиме, да потпуне слуша и дека сакаме пријатно расположение со програмата на Гимел радио. Нашите каратисти, како и секоја година што се одржува, така и оваа година земдоја учество на државните надпревари, конкретно треба да го потенцираме успехот кој што го постигнаја, бидејќи беше релативно голем во споредба и со претходните години. Се закитивме дури со 25 медали, од кои што дури и им добивме и национално признание од страна на наш член, конкретно Елеонора Ковиловска, која што се закити со второто место во категорија јуниорки, кој што е релативно тешка категорија, бидејќи станува збор за мајстори кои што во таа категорија се надпреваруваат. Бодувањето се оди ката, посебен тертип има бодувањето за борби. За ката бодувањето се состои од комисија од 5 до 7 суди соодветствено, каде што се оди бодување во однос на од 0 до 10 со можност за децимални коригирања. При тоа се одземаат највисоката и најниската оценка и се зема сума од останатите оценки и се добива конкретна бодна вредност на изведбата од страна на конкретниот каратист. Се споредува со останатите и се добива определена ранг листа со која што ние имаме соодветствени пласмани на истите. За разлика од катите, борбите одат во изведби на техники, меѓутоа од спротивна страна имаме и друг каратист и се оди кон надпревар кој да постигне поголема бодување, односно повисоки поени во конкретниот случај. Истото е регулирано од страна на судиите кои што даваат соодветствени сигнализации, тоа во постигнати поени во јуко или джодан техника, при тоа бодување со 1 поен или пак бодување со 2 поени, наречено вазари, или со ипон бодување постигнате удар со нога во глава регион, односно джодан регион на карате кажано. Значи јуко значи рачни техники 1 поен, ножни техники во предел на телото, доколку се постигне вазари 2 поени и како што спомна Дино, ножни техники во предел на главата и 3 поени, доколку направиш чистење и се сопни долу и бодуваш на него со рака, исто така е 3 поени. Во главно тие се кратките правила за карате спорт. Так, како што Дамјан самиот ни прати текст и фотографии за да објавиме на нашата веб страница gimelradio.blogspot.com. Во статијата се вели дека на семинарот беа доделени и национални тренерски акредитации, а не ги добија весторите Дамјан Ристевски, Дино Ангелески и Маријан Јошевски. Ајде нешто повеќе за овие национални тренерски акредитации. Како се добиваат, што се треба да се помине од теоретски и практичен дел за да се добијат тие тренерски акредитации? Значи вака, тренерските акредитации тие
исто како што спомнав, на судијско-тренерскиот семинар во месец јануари или во зависност август или септември треба да се ислуша семинарот, треба да се запознаат сите тренери со правилата на карате спортот, со ката правилата како треба да гласат, како што спомна Дино, начинот на бодување, кои техники треба, кои кати треба да се работат, исто така и за комите. Значи правилата се воглавно тие, како што ги напоменавме, треба добро да се ислушаат, добро да се применат и после секое слушање на семинарот ние се стекнуваме со национална акредитација, односно тренер. Таа важи само за на наши национални првенства, за да можеме нашите каратисти од било кој клуб, секој што си е тренер, да може да го води детето, односно спортистот, за да направи резултат, за да утре не представува во спортските амбасадори или спортистите да може да учествува во репрезентација. Тренерската акредитација сите мислат дека е многу лесен пат, само да ја стекнеш, но не е така. Тренерската работа и посебно е најтешкиот дел во спортот. Не зборувам само за карате, зборувам и за други спортови. Посебно поединечните спортови се најтешки. Треба макотрпна работа со деца, ние сме спортски педагози од една страна. Треба да го коригираш, да го упатуваш, да му упружиш можност да напредува понатаму и ние се занимаваме со една од може е најтешка, но е една од најубавите професии, да речам, во спортот. Така, значи има постојат одредени квалификации кои што треба да ги поминат учесниците за да се добијат овие акредитации, така. Го спомнавте и карате клубот Бонсај во кој што сте и членови. Ајде нешто повеќе за да ни кажете за него. Кога постои, како се работи, по кои термини се одржуваат тренинзи, такви некои слични точни работи за самиот клуб. Значи вака, карате клубот Бонсај е основан во далечната 1995 година. Скоро, мислам дека годинава славиме 29 години, година јубилеј 30. Основач е нашиот карате мајстор Валентина Пурденска. Таа се уште активна во таа и дел од судиската комисија. Ја поздравуваме уште еднаш, ги има највисоките звања во судиските води од европски лиценци до светски лиценци. Значи карате клубот работиме три пати во неделата, имаме тренинзи во понеделник, во вторник и четврток со едната група, а со другите групи имаме вторник, четврток и петок. Во понеделник и петок тренинзите се одвиваат во просториите на нашиот клуб. Клубот е во близина на Тик-так игротеката, а додека во вторник и четврток тренинзите се одржуваат во просториите на училиштето Климент Охридски. И сите групи се поделени по појаси, по возраст. Најмалата група ни се 4 до 5 годишна возраст, машки и женски. И ги делиме од портокалов, од жолтон, се извинувам, портокалов, црвен, виолетов, зелен, плав, кафен и црн. И секоја група се работиме башка техники, башка кати, башка тактики и се спремаме и за полагање за појаси. Некој сака да иди рекреативно, да си вежба за здравје, некој сака да освајува медали и да оди напред со карате спортот. До сега имам исто така карате клубот Бонсај има осваено трета најмридска награда, што е тоа многу важно, во далечната 2003 беше, доделена од тогашниот градоначалник Сашо Пиргановски за најдобар клуб во градот. Исто така имаме голем број на признанија, не само од нашата држава, туку и од странство, од Србија, Црна Гора, Бугарија. Но сепак за нас најмногу споруваат успесите кои што ги постигнуваат нашите каратисти, конкретно на различните, да ги тргнеме една страна државните, националните турнири, да ги сметаме различните балкански и дури меѓународни турнири во кои што редовно завземаме определено учество и дури нема бидам скромен ќе кажам дека се враќаме со високи резултати. Бидејќи еве како што кажав и јас, па и како што најдав информации на интернет, карате спортот е
пошироко на балканските земји. Морам да прашам каква е заинтересираноста за овој свет како младата популација, па и кај постарите. Кај младата популација искрено имаме големен обем на деца кои што се заинтересирани, дали станува збор за меѓусебен контакт кој што го воспоставуваат или станува збор за определен тренд кој што го имаме на интернет или слични медиуми. Сепак најбитно од наша страна е да ги задржиме и да го зголемиме интересот кој што истите го имат пројавен уште од најмалите години. За постарата популација станува збор за ветерани кои што сепак порано биле активни учесници во овој спорт и пројавиле желба да останат учесници, за кои што соодветствено има и надпреварувања кои што се во склоп на меѓутоа на определени меѓународни надпревари, не конкретно на национално ниво, бидејќи тоа е релативно малку застапено кај нас. Така, значи сепак има голема заинтересираност од помладата популација за овој спорт. Прашање за двајцата, бидејќи Дамјаните, како што ми пиша и во пораките кои што бевме во контакт од понеделникот, ниту еден портал од Прилеп, па и пошироко не сакал да ги објави вашите информации, а ние ви излеговме во пресвет, па ги објавивме информациите, односно напишавме на кратка новинарска статија на нашата веб страница. Ајде нешто повеќе што се случува со медиумите денес во однос на спортовите. Односно колку се пратени спортовите од локалните медиуми, не зборувам за оние од Битола, Скопје, зборувам конкретно за медиумите од нашиот град. Значи вака, за медиумите од нашиот град, со исклучок нормално, некој објавува и да му пратиме било каква информација, тоа е одлична информација за нашиот град, но за жал некои, ете се случија медиуми, објавивме информација за судиско-тренерскиот семинар, но не сакаја да споделам, не знам зошто, не знам, не надпреварува кој е подобар, туку едноставно го представуваме градот во најдобро светло. Значи спортот во еден град е едно од најдобрите нешто што може да му се случат на градот Прилеп. Без спорт, ја мислам дека нема да одиме многу, затоа што немаме, некои сали не се активирани за тренирање, за вежбање. Ние пак успеваме да најдеме начин, тренираме и во најнормални училишни сали, го постигнуваме највисокиот резултат што можеме да го направиме и на државни, како што спомна Дино, и на балкански првенства. Имаме донесено голем број на медали, но за жал некога се случува, не сакам ајде пак да навлегувам длабоко во тоа, некогаш не сака да споделат таква информација. Сепак не треба да го исклучиме фактот дека за надпреварувачите, било кој спорт, конкретно да не именуваме, најбитно нешто е да бидат препознаени и да бидат признаени. А за да во тие води, да речам, најбитен сегмент ни представува медиумскиот сектор и соодветствениот пласман кој што би го дадал. Конкретно барем на локално ниво, кој што би го прикажал конкретно нашите спортисти. За жал, на локално ниво најмногу и најбрзо се шират информациите за еден град, конкретно за Прилеп. Најбрзо информации можете да разберете од локалните радиостаници кои што зрачат на град Прилеп. Иначе дури да стигнат тие информации, ви кажам од професионална гледна точка, дури да стигнат тие информации до поголемите национални медиуми, поменуваат одредени часови, па некогаш и денови се случува да поминат дека да се преработи информацијата, па да се пушти во програма на нивните веб сајтови или не знам си какви други платформи. Дали имате нешто да додадете во однос на ова и дали нешто испуштив? во врска со информације за последно прашање што не праша или? Во врска со цел настан што се случуваше, моментално гледам дека го испуштив прогласувањето за најдобри каратисти за 2023 година. Како тоа се одвиваше, што се таму се случуваше на доделувањето на и прогласувањето за најдобри каратисти за 2023
следната година, односно за годината која што измина, и како се избраете Елеонора Ковиловска за најдобар каратист во Македонија. Значи, доделувањето за најдобри каратисти, пошто беа поделени на кадети, јуниори, U21 и сениори, се одвиваше во хотелот Континентал во Скопје. Тоа се одржа на 26 во саботата, беше од 11 часот, траеше скоро 1 сат, потоа имаше коктел забава. Нашата каратистка Елеонора Ковиловска беше во првите топ 3 каратистки. Таа донесе исто, мислам дека исто беше и лани избрана за најдобар каратист во ката. Таа, за разлика од другите, што е многу интересно и кај судите накогаш ни го велат тоа, таа е малце различен стил вежба на карате, тоа е нивниот стил се вика шиторју, за разлика од нашиот стил шотокан, и се успеа да се пласира во најдобрите, да речем, 3 на Македонија. Исто така беше дел и од репрезентација, учествуваше и на балкански првенства надвор од државава, и ние сме горди со тоа, заради тоа што е поттик и за сите млади каратисти да вежбаат, да се усовршуваат, да го следат патот на подобрите, на надпреварувачите. И дополнително ни значи што нашите каратисти еве се препознаени од година на година и се повисоко и повисоко рангирани, конкретно еве во случај Елеонора, што веќе и втора година е рангирана дури за јуниорска категорија, што е релативно тешка надпреварувачка. Ради тоа што во нивната категорија, посебно кај женските, односно и кај машките, во јуниори е тешка категорија. Се надпреваруваат секој со секако и накогаш нијанси, како што спомнаме прејаски во самите ката правила. Пред тоа беа со знамина, денес денес правилата се со оценки. Значи пишува од сите 7 суди, кратки правила да објасниме, пишува оценка од 5 до 10 и тој што е подобар, највисоката и најниската оценка се кратат и мали се нијанси во децимали да се одлучи кој ќе ја представува Македонија понатаму на европско првенство или балкански. И ми е мило што не само од нашиот клуб, така да и мене ми беше кефи и сите исто да го зборуваме во саботата. Желба е сите да ги видиш на пиедестал што успеале да земат медал, што се пласирале во тие на државните првенства и да ја представуваат Македонија во најдобро светло. Значи не е ова да се надпреваруваме само кој клуб зел поголем број на медали или кој зел поголеми репрезентативци, сите ние го гледаме како едно спортско семејство. И мислам дека со тој мајндсет, ако тераме, ако одиме вака, мислам дека каратето е на одличен пат да се земе уште подобри медали од европско, светски карактери, балкански, меѓународни нормално турнири. Па гледано од тој аспект и затоа гледаме да бидеме застапени во сите сфери во каратето, гледано од надпреварувачка страна, нашите надпреварувачи, гледано од тренерска база која што од година на година ја зголемуваме, па и судиска база која што имаме веќе активно 4 суди моментално. Јас, Дамјан, Јована и мајстор Валентина. Исто така да спомниме дека Дино Ангелевски исто полагаше, тој е приправник, ја има првата лиценца за ката и борби, полагаше месец ноември и мислам дека положи со сите највисоки оценки и за ката и за кумите. И сега сме веќе поголем број на суди од градот Прилеп. Така, па не можам да најдам некој соодветен збор, меѓутоа ти кажам по прилепски, не за ќабе се рекло дека оно што се каже го работиш, не ти представува работа, било тоа е да се занимаваш со спорт, конкретно бидејќи темата ми за карате, да се занимаваш со карате, да се занимаваш со водителство, конкретно како јас веќе кажам од лично искуство дека работата во радио не ми представува работа, бидејќи радиото не е прва љубов, па и водителството исто така. Се надевам дека се кажавме, ако слушате нешто, може да ме надополните. Сметаме дека се кажавме и голема благодарност до тебе што вака придонесуваш за промовирање на спортот и пред се на каратето.
фала многу уште за поддршката, за промоцијата што ни ја направи, за статијата некој што ја напише, да ја опфати сите, пошто не сме еден дел, не сме еден член или 20, туку сме еден големо семејство Карате клуб Бонсаи. Се надевам дека ќе имаме и понатаму ваква добра соработка и не само да зборуваме ние, туку некогаш можеме и надпреварувачи. Валентина Пурденска исто може така да заедно со нив да направите разговор. Би било супер доколку не слушаат сите и да одиме во подобар пат за град Прилеп. Ќе се договариме понатаму за тие работи. Јас ќе го завршам тука делот од разговорот за што се насува за каратето. Сега, Дамјан, морам тебе да те прашам докаде си со музичката кариера, бидејќи еднаш ми беше гостом во друго радио. Да, во радио Тео. Докаде сте со Ташмак с групата, кои соработки ги планирате, дали одржувате веќе концерти, како се одвива сето тоа од музичка гледна точка? Значи, од музичка гледна точка, сега со групата Шмакс настапуваме најмногу во клубот Калинка, односно поранешен Take 5. Сега имаме настап на, мислам, за едно-две недели, на 17 февруари. Соработуваме, вежбаме, спремаме нови песни, исто така имаме и некои 3 нови авторски песни што треба да се снимаат. Сега можен рок за снимање уште не знаеме, треба да седнеме да се договориме. Исто така соработувам и со други групи, пошто со тапаниве сум во овој музичкиот свет сум едно 13-14 години мислам. Исто работиме и со Саксобон, поздрав до Борис Миленковски, Мирослав Миленковски. Свириме латино музика, исто сега имаме настап пред една недела до 2 во клуб Калинка. Вежбаме, се усовршуваме, бараме, малце потешко со настапи, треба да се трудиш уште многу повеќе, од смисла на да бараш, да се јавуваш, тоа не е лесна работа. Музичарите сите мислат дека само седнуваш, го клаваш инструментот, го ставаш и се забавуваме. 2 сати, вие ништо не, така не викам, ништо не правите, но не е така. Тука е стресот што го трпиме сите музичари, го знаеме како е, но ние не се откажуваме. Јас посебно со тапаниве сакам да одам напред, вежбам, се усовршувам и се надевам дека ќе се јават повеќе настапи. Интересно и за град Прилеп, културата малце да се крени. До душа клуб. Веќе во напредувањето кога последен пат се видовме, зборувавме за музиката. Спомна дека на 17 февруари во клубот Калинка во Прилеп, поранешно Take 5, имате настап. Од колку часо е вашиот настап и дали има карти, нешто на слушателите да им долавиме, тој што сака да ве слуша, може да дојде и да ужива со вашата музика. Морам да кажем дека не е народна музика, и најзастапени тука во Прилеп се народните музики, односно фолк, турбо фолко. Во клуб Калинка не. Карти не се наплаќаат, може да дојде кој што сака да ужива, макар и да некогаш се случувало, имаме и пријатели и другари кои не слушале. Воглавно ние со Шмак свириме рокерна музика или рокабили, претежно од 50-тите, од 60-тите, имаме дели од нешто поново. Навистина уживале, прв пат дошле да не слушнат, мислеле дека рок музиката не е за нив наубаво, но самото свирење, самото вежбање што сме го направиле, многу бендисале и секогаш кога и да направиме настап, се смеат за нас да пишите на масата за да ве слушам. Настапот ќе се одвива на 17, како што спомнав, 17 февруари, од 22:30 часот. Свириме, мислам, на едно 2 сати и 15 минути, без паузи, почнуваме со така некои побавни песни или во зависност од атмосферата, па потоа одиме на рокабили, на рок-н-рол, сите играат, се забавуваат и е многу, за мене како тапанар е тоа многу
позитивно влияние и ме инспирира уште фазла да работиш на нешто. Самата интеракција со публика што имаме музичарите, те инспирира да вежбаш, да напредуваш, за следна свирка или следен настав кога имаш да бидеш уште подобар. Оти ние после свирка сакогаш се смееме, некогаш ни гледаја вие не направивте грешка, но ние музичарите сами си се смееме, може и ова да подобриме, може и оно да подобриме. Но сепак е тоа дел од музичкиот свет. И за во Морам да те прашам, бидејќи еве и ние како радио излегуваме во пресред со специјални емисии со поздрави и честитки, од старата популација можам да кажам дека ги бара песните од Тозовацот, пекота, македонски народни песни, што нас искрено ни многу драга, бидејќи уште се слушаат тие и се квалитетни, имаме нешто квалитетно што да вртиме во програма од музички дел. Сега од овие живи настапи, дали имате бараност да свирите на некој друг јазик, а тоа да не е на англиски јазик, бидејќи сега не се сеќавам како ви се викаше таа прва песна која што ја промовиравме во другото радио каде што тогаш работев. Дали ви барате да свирите и да пеете на друг јазик, а тоа да не е на англиски јазик, кој што сите знаеме дека тој е веќе светски јазик? Да, се случуваат. Имаме и такви настапи свирено со ексиу музика. Посебно сега бевме дел од Шмакс, бевме триото, јас, брат ми Филип Ристевски и Михаел Јегориновски вокалот, свиревме во Holiday Inn, во хотелот Holiday Inn во Скопје, со една пејачка Марија, поздрав и до незе. Се надам дека ќе имаме соработка и понатаму и со незе и имаше, мислам дека Хрвати беели, поточно Хрвати и Словенци ни бараја на нивниот јазик да свириме и свиреме таква музика, најмногу од Нови Фосили и направивме одлична забава. Но не бил само тој настап, сме свиреле и во клуб Калинка или во поранешно Take Five. Сме мешале и англиски, сме мешали македонски, на македонски јазик песни, на српско-хрватски и така. Јас не гледам музиката на кој јазик, битно е како ти ќе се изразиш, како ти ќе ја отсвириш. Дали ќе се бенди се публиката, тоа е најбитно за еден музичар, посебно за еден тапанар. Така, можам да кажам дека музиката како и храната е дел од вкусовите на човекот, за кој што не треба да се дискутира. Ние на нашето радио вртиме секакви песни од секакви жанрови, али не го обрнуваме внимание на народната музика, односно турбофолк, попофолк и сето што е поврзано со тоа. Па и забавни пуштаме од 12 до 14 часот и во текот на целата ноќ. Таму Јотино, ви благодарам што го прифативте ова. Мојата покана што ја прифативте за гостување на нашето радио, Радио Кимел, на фреквенција од 99,4 МГц. Ви благодарам што толку добро ни го приближивте делот што се однесува за карате, па и за музиката, и се надевам дека понатаму ќе имаме соработки, еве, ова јавно ќе го кажам дека Радио Кимел и понатаму ви стои за соработка, за објавување стати и за приклучување во живо во нашата програма. Ќе ви посакам убав ден и убаво расположение со нашата музичка програма. Сега да ве слободиме, се надевам дека имате, и да немате работа, уживајте со нашата музичка програма. Ти благодарим. И благодарим. Тоа е тоа.